Почитувани представници на медиумите, ви благодарам на сите за присуството. Дозволете денешна пресконференција да посветам на неколку теми кои што мислам дека е важно да ги искоментирам пред јавноста, пред граѓаните во ситуација кога навистина огромен број на граѓани се соочуваат со секојдневни проблеми, почнувајќи од жените кои што се на породилно отсуство, кои што не добиваат пари од Фондот за здравствено осигурување, земјоделците, лозарите кои што сватија дека се изиграни, дека само некои повластени винари добиваат дополнителни пари, а тие останаа со куси ракави, недоволно платени за грозјето кое што го одгледуваат. Понатаму за немањето поврат на ДДВ кон фирмите, мака мачат со ликвидноста, огромен број на фирми затвораат секој ден, илјадници луѓе остануваат на улица, граѓаните кои што немаат поврат на мој ДДВ, пензионерите, странските инвестиции и цената на струјата, некои состојби во енергетскиот сектор, кои што мислам дека е многу важно да се потенцираат, поради тоа што ќе го афектираат севкупното живење во следните месеци. Најпрво почнам со пензионерите. И ќе кажувам факти, точни бројки наспроти манипулациите на премиерот изминатите денови, кои што веќе достигнуваат астрономски размери. Сведоци сме на една хајка, би рекол, бесрамни лаги, манипулации, кои што се веќе многу и од премиерот. Такво политичко лицемерие до сега не сме сретнале и не сме виделе, и тоа е обидот премиерот, таа криза која што самиот ја создаде и измамата која што ја направи кон пензионерите, сега да препише на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа се обидуваат изминатите денови, таа вина да префрлат и премиерот и владата на нас, велат дека СДСМ сакал преку судството, замислете, да ги намали пензиите на пензионерите. Ваква лага одамна не сме слушнале. И сакам јасно да им порачам на пензионерите. Хаосот кој што се случува во пензискиот систем, хаосот кој што се случува во пензискиот фонд, нестабилноста на пензискиот фонд која што ВМРО-ДПМН ја создаде за само година и пол владење, неизвестноста за тоа дали ќе има зголемување на пензиите во следниот период, како и неизвестноста дали воопшто ќе има исплата на редовни пензии следните месеци, се е резултат на лошите политики, на лагите, на манипулациите на премиерот и владата на ВМРО-ДПМН, знам и влен. Поради своите манипулативни кампански ветувања и мерки, тие пензискиот систем го донесоа на работна одржливост. Ние предупредувавме. Велевме дека е потребно да се придржуваат до законското решение кое што беше донесено во времето на владење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Законско решение кое што беше логично, кое што обезбедуваше доволен број, доволна сума на пари за зголемување континуирано на пензиите, согласно зголемувањето на трошоците за живот, согласно растот на минималната плата, согласно инфлацијата, за да пензионерите живеат достоинствени денови, така како што заслужуваат пензионерски, поради тоа што целиот живот плаќале придонеси во пензискиот фонд, а владата донесе несоодветно и ќе видиме сега, според одлуката на Уставниот суд, многу веројатно противуставно решение, односно против уставен закон. Што ние направивме? Во време на владењето на СДСМ, 50% усогласување со инфлацијата, 50% усогласување со платите. Доколку се продолжеше со овој систем, над 92% од пензионерите сега ќе добија поголемо зголемување од овие 1000 денари кои ги носи владата на Христо Мицкоски. Меѓутоа, нервозата кај премиерот и кај власта не се должи само на ова, и не само поради ова
тие покажуваат склонност дополнителна кон лаги и манипулации. Имено, една друга работа е недостатокот на пари во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Имено, дупката во ПИОМ, верували или не, денеска изнесува 1 милиарда евра. За само година и пол се врати оној систем на претходното владење на ВМРО ДПМН, кој што ние го затекнахме во 2017 година, кога исто така дупката во ПИОМ изнесуваше околу 50%, точно 48%. Со паметните и домаќински политики. Освен што има пензионерите редовно и соодветно зголемување на пензиите, се намалуваше и дупката во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Постепено од тие 48% дојде до 32%. Со тенденција и понатаму да се намалува и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, со тие политики кои што ги носевме заедно со Светска банка, кои што тука кај нас со години наназад, со децении партиципираат во спроведувањето на структурните реформи, еве уште еден доказ за упад во системот, рушење на системот, немање желба за вистински реформи кои што ќе обезбедат долгорочност на сите мерки, сигурност на сите граѓани од сите категории. И сега, ако во 2023 година, после тоа постепено закрепнување во фондот, благодарение на нашите политики, со редовно зголемување соодветно на пензиите, беа потребни 29 милиарди денари, сега за 26 година ќе бидат потребни 62 милиарди денари. Сега е јасно зашто е паниката и во владата, и во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Повеќе од 50% од сумата вкупна што фондот треба да исплати на пензионерите за нивните пензии не доаѓа од Фондот за ПИОМ. Ги субвенционира владата, затоа што фондот тие пари ги нема. Се поставува друго сериозно прашање. Каква е сигурноста на работниците кои што секој месец со своите придонеси го полнат Фондот за пензиско и инвалидско осигурување? Каде се нивните пари? Каква е сигурноста дека идните пензионери ќе имаат редовни пензии? Кога очигледно не се знаат каде одат парите. Има огромна дупка. Што ако владата утре не може да ги субвенционира тие 50%? Се доведува во ризик редовната исплата на пензиите, се доведува во ризик дали сегашните работници, а утре пензионери воопшто ќе имаат фонд од кој што ќе можат да земаат пензии. И тука веќе се расплеткуваат многу клопчиња. Фамозниот унгарски кредит, кој што ете видовме, не бил за ниту за капитални инвестиции, ниту за фирми, ниту за општини. Очигледно тие пари со сомнително потекло се потрошени за трошоци, за кампански политики на владата, едноставно во буџетот ги нема. Одржливоста на фондот е нарушена и сметката е празна, поради тоа што се должат од страна на ПИОМ и дополнителни 10 милиарди денари кон здравствениот фонд и приватните друштва, ама тоа никој не го коментира и за тоа се молчи. Дополнително, уште една друга дискриминирана категорија пензионери, 12.000 луѓе кои живеат во странство. Тие се исклучени од пензиите само поради тоа што не живееле тука. Комисијата за дискриминација веќе донесе одлука, што значи дека следат нови тужби, нови трошоци за државата. Затоа порачувам и на премиерот и на власта, престанете да напаѓате, се припелкате во собствена кал. Хаосот се должи само како резултат на вашата неспособност, на немањето капацитет, на немањето желба вистински како што треба да се води државата, на немањето грижа вистинска за граѓаните, за работниците, за пензионерите, за нивниот стандард. Се поставува прашањето од каде сега ќе кратите за да може да се исплатат пензиите во овој хаос кој што го создадовте. Втората тема која што сакам да коментирам е енергетиката. Иако хаосот со пензиите е директен удар и ризик практично за стандардот на таа категорија наши граѓани, пензионерите, ова е веќе ризик за целата
држава и тука бројките се не само што се поразителни, тие се би рекол и скандалозни. На ВМРО ДПМН за година и пол му успеа да го направи тоа што не го направила ние на власт во историјата на државата, а тоа е да го спушти производството на струја на историски најниско ниво. Секоја влада носи енергетски биланс. Тоа значи како во една тековна година власта планира да има перформанси во тој сектор. И според енергетскиот биланс на ЕСМ, кој што го донела оваа влада, за 2025 година било во план да се произведат 5100 гигават часови електрична енергија. Според извештаите на МЕПСО и МЕМА, од јануари до октомври се произведени само 2450 гигават часови. Односно, на неполни 2 месеци од крајот на годината, ниту 50% од тоа што самата влада, тие луѓе кои што седат во владата, тие експерти во ЕСМ самите го испланирали. И сега една споредба. Од јули 23 до јуни 24, споредбено со јули 24 до јули 25 година. Како работела владата на СДСМ, како работи оваа власт сега. Новото раководство во овој период, 24-25, споредбено со 23-24 година, произвело точно 448.330 мегават часови помалку од колку претходната година. Тоа е количество на енергија која што одговара на половина од капацитетот на сите хидроелектрични централи во земја. Што значи дека изминатата година, во периодот кој што го наведов, ЕСМ работело како пола од хидроелектричниот потенцијал на земјата да го немаме, да не работи, да не функционира. Меѓутоа струја е потребна. И што се случило? Купена е струја за многу повисоки цени од колку што би било ЕСМ да ја произведува. Ако производството на 1 мегават час изнесува околу 85-90 евра, тие купуваат струја за 140 евра мегават час. Потрошени се 62 милиони евра за да оваа струја се надокнади. Тука за потребите на граѓаните. Ете колку народни пари се одлеани поради немање капацитетност да добро се менаџира енергетскиот систем. И што следува? Нормално, поскапување на струјата. На новиот тендер за следната година, цената на струјата која што ЕСМ ја понудило на ЕВН за домакинствата од 62 расте на 65 евра. Значи ќе има раст на цената на струјата, а растот на цената на струјата ќе повлече раст на сите други цени во државата. Гледаме како владата и до сега со ниту една мерка не им помогна на граѓаните да овој раст на цените го спречи. Еве сега гледаме како со својата некапацитетност и неработење во еден одреден сектор дозволило да порасне цената на струјата. А имале механизми ако работеле домашните капацитети, а не работеле, за да ги заштити граѓаните. И повторно напади кон СДСМ, вака било, така било, но факт е следно. Во наше време се изгради 1000 мегавати обновливи извори на енергија, нови, што е еднакво на капацитетот на на трите големи комбинати Битола, Осломе и Неготино. Ете тоа беа политиките во енергетиката на СДСМ. Сега слушаме најави за мрежа, за ветерници, за когенеративни централи, се што слушнавме е само некоја компанија која што требала да гради дистрибутивна мрежа за природен газ, заборавија дека за тоа е според законот за енергетика прво потребен тендер. И сега прашувам јавно, кој ќе одговара за ова? Кој од енергетиката? Кој од владата? За ова намалување на домашното производство. Понатаму, третиот сегмент се странските директни инвестиции, исто така
предупредувавме за лошите политики на владата. Бројки излегоа вчера, официјални, од Народната банка. За 9 месеци, едноставно инвестицијскиот циклус е запрен. Кога се споредува со последната година од владењето на СДСМ, кога директните странски инвестиции биле над 800 милиони евра, сега се едва и 200. Не само што нема раст во третиот квартал годинава, има одлив од 21 милион евра. Компаниите затвораат, капиталот наместо да доаѓа си оди, странските инвеститори немаат доверба очигледно во државава, немаат доверба во луѓето кои што ја водат државата и тоа е еден од најјасните сигнали за недоверба во економските политики на оваа влада. Аптив компанијата затвара, Дура исто така, а имам информации дека уште неколку големи странски компании се спремаат за затворање. Спомнав на почетокот, домашни компании се затвораат поради тоа што еден од главните приливи кои што претходно го имале на средства, тоа е редовниот поврат на ДДВ, сега го немаат. Се касни со месеци. И се губат едноставно работни места. Каква беше реакцијата на премиерот, слушнавме, не било крај на светот. Може би не е крај за него, ама за многу семејства, многу луѓе, многу деца, ова ќе биде. И се гледа негрижата, едноставно, за ниту еден сегмент во државата. Оправдувањата се аматерски, недозволиви. Бизнисот не познава изборни циклуси, тој бара предвидливост, бара стабилност, бара партнерски однос, сето тоа што не го гледаат од оваа влада. И благодарам.